Дополнителен пласман на сливите од источниот регион бара Министерството за земјоделие, бидејќи се уште има лански сливи кои стојат непродадени. Министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, кој денес беше во посета на Свети Николе, посочи дека ваквата ситуација е наследна, но тие се насочени кон изнаоѓање на пласмани и ја следат состојбата со цел да се елиминира загубата. Делот со производителите на сливи од истокот на Република Македонија сме во секојдневна комуникација. Ние како министерство бараме дополнителен пласман на оваа слива кој што се јавува како род. Пак ќе кажам, ова е наследена ситуација, требаше некој друг претходно да го спреми теренот за да немаме вакви проблеми, меѓутоа ние сме посветени во делот на изнаоѓање на пласман и нормално како влада го следиме процесот дали ќе треба дополнително да интервенираме за да се елиминира оваа загуба која што се очекува да се случи во делот на истокот. Министерот Трипуновски истакна дека на последната седница е назначен нов директор на акционерското друштво Водостопанство и на управата за водостопанство со цел да се промени менеџирањето, да се направи реорганизација за следната сезона на поливање да помине во најдобар ред без никакви проблеми со водоснабдувањето. На последната седница на влада веќе е назначен нов директор на акционерското друштво АД Водостопанство во државна собственост и на управата за водостопанство, кои што се практично две институции кои што ќе треба да го менаџираат управувањето со водните ресурси во државата. Веќе е направен план на одредена реорганизација на АД Водостопанство, се со цел наредната сезона за полевање да почекаме подготвени и да бидеме спремни да немаме предизвици и проблеми како што се случува во минатото. Дециден дека владата ќе обезбеди доволен број на финансиски средства во буџетот за 2025 година, за да може да се санираат сите уништени системи кои практично денес се нефункционални. И најголем проблем бидејќи нема вода или немаше доволно количини на вода, зашто трпеше и самото земјоделско производство.